Страшна трагедија се случи утро, за жал голем број на загинати патници, 46, од нив 12 деца. Благодарно за брзата интервенција на бугарските власти, лично до премиерот Јанев, што беше и на лице место и го информираше премиерот Заев за целокупната ситуација. Ние ги посетивме сите 7 повредени пациенти тука во болницата и сите се во стабилна здравствена состојба, односно никој не е во живото загрозувачка состојба. Станува збор за полесни повреди, контузии и секотини кои што се одлично третирани, санирани од нашите колеги, зашто сакам да изразам благодарност и на директорот Паромански на болницата Пирогов. Има само еден пациент кој што има скршеница и уште некои дополнителни анализи ќе треба да се прават за да видиме дали ќе биде потребен хируршки зафат. Се договоривме да бидеме во контакт сега овие денови за да после целосното стабилизирање на состојбата пациентите ги префрлиме на тамошен третман во Скопје. И на каква возраст има ли наистина 17 годишно момиче сред тях? Има повеќе членови на едно семејство и од тоа семејство најмладиот член е девојка на 16 години, а сите други се постари околу 40-50 годишна возраст. Въпросът към господин Османи, вие сте лекар, как оценявате грижда за ранените? Мислам, ќе споделам констатацијата на министерот за здравство дека навистина имаше брза реакција од страна на здравствените власти овде, меѓутоа и тоа што го видовме дека сите се згрижени навремено, дадена е прва медицинска помош, сите се стабилизирани, очекуваме да останат ден-два, за да можеме после да ги префрлиме во Скопје. Господин Заев, вие говорите с пострадалите, какво ви казаха те, какво се е случило? Значи, јас ќе оставам навистина на бугарските експерти и професионалци да ги дадат на стручен начин анализите за причината на несреќата. Тоа е видување на овие наши сограѓани кои што останаа живи, фала му на Господ, и имат своји печатоци и своји рефлексии како тоа се случило, но кога ние политичарите ќе почнеме тоа да го кажуваме, тогаш може да настане проблем. Треба професионалните луѓе да ги кажат. Казват, че всъщност искали да са се спасили, разбивайки някаква част от автобуса. Какво ви разказаха тези хора? Какво помня? Значи, кога настанува пламенот и несреќата, на задните делови од автобусот, на задните седишта, успеале да го скршат прозорецот и да се спасат овие 7 луѓе. Транспортирани ли са близки на пострадалите, които са тук? Ще дойдат ли тук на място, техни близки в България? Веќе членови на семејството од Скопје се дојдени тука на тие членови кои што на тие наши сограѓани кои што се овде во болницата. Дел од нив ги запознавме, имаа можност да си ги видат своите роднини овде и да поразговарат со нив. Ще ходите ли на мястото на инцидента? Прво ќе се видам со премиерот Стефан Јанев. За нас не води министерот Стоев, што денес со нас. Овде благодарни сме на целата асистенција. Јас навистина во 3:30 се вајде, прво добив информација од премиерот Јанев, после се јави представник Радев. Сум благодарен за сите детали, за целата посветеност околу делот на истрагата и знам дека прават се како за своји сограѓани и ќе можеме денеска, еве после посетата на болницата, да директно од премиерот Јанев се информираме за детали. Какви са причините за инцидента? Тоа ќе очекуваме да го кажат професионалните и стручните служби од Бугарија. Не, од повеќе места се од Северна Македонија. Има информация, че са албански граждани, целият автобус. Потвърдено ли е това? Сите се, како што видовме, сите се граѓани на Република Северна Македонија, а од повеќе националности се. Имаме еден граѓанин од Прешево, од Србија, кој што е заедно со вереницата од Куманово, биле заедно во Истанбул на прошетка. Видовме во листата дека има и едно белгиско државјанство. Успяхте ли да се свържете с фирмата, която е собственик на въпросния автобус? Да, министерот за внатрешните работи на Северна Македонија ме информира, Беса Транс од Скопје е фирмата превозник, стандарден превозник кој што ги прави своите превози најчесто на релација Истанбул, Софија, Скопје за граѓаните пред се од туристички аспект. Какво се знае за фирмата? Какво се знае за фирмата?
Не можем да кажем детали, знам само како се вика фирмата, информиран сум, знам дека се бави со туризам, има повеќе автобуси и често се на релација Истанбул-Софија-Скопје. Автобусът бил ли в изправност?